Кога се договаравме како да изгледа оваа промоција, луѓе кои што седат до мене рекоа дека јас требало да кажам нешто паметно. Бидејќи ми е прв пат да промовирам книга, и тоа не е една, него 14 денеска, и тоа не на писатели, туку на блогери. Ако не успеам во ова, ве молам немате да ми замерите. Доволно да кажам паметно нешто. Пред 2 недели на мојот блог напишав една листа која што имаше од 1 до 10 подредено топ начини како да изнервирате еден блогер. Втората работа која што беше на таа листа беше да му кажеш на блогер дека редовно го читаш, а всушност да се прочитал само 1 или 2 поста. Тоа е нешто што го погодува егото, тоа е нешто што погодува личноста и што најмногу погодува еден блогер. Затоа на сите овие 14 блогери денеска ќе им кажам дека не ги читам сите, меѓутоа ова случка, овој настан, значи ова публикување е само една шанса повеќе да ги прочитаат повеќе луѓе, и не само јас, туку и многу повеќе луѓе кои што не се толку природни во блогосферата, не се чувствуваат природно во блогосферата. Кога се обидов да најдам нешто на интернет за овие практики, значи за публикување на книги од блогови или од страна на блогери, успеав да најдам 3 типа на работи или 3 модели кои што се случуваат во светот веќе од некои 5-6 години. Едната од нив беше токму оваја, значи од веќе постоечки блогови да се издадат книги. Втората е да се земе еден блогер како докажан автор и да се нарача, односно да потпише договор со издавач за нова книга. И третата, можеби најнапредна, е да се потпише ваков договор, меѓутоа делумно книгата да почне да се издава на интернет, односно преку блогови, за да се добие повратна врска од читателите, за на крај постоа да како големо финале да биде објавена книгата како книга на хартија. Ова денеска е пример од овој првиот модел, и според мене најтешкиот модел, бидејќи добар дел од авторите, односно од блогерите, веројатно до пред 2-3 недели, можеби нешто повеќе, немале ни на крај на ум дека тоа што го пишуваат излезе на хартија. Ова е еден одличен потек, еден многу храбар потек, кој што секако е за поздравување, и мислам дека е настан кој што ќе се памти и треба да се памти. И сакам да се заблагодарам на издавачот за поканата и да им честитам на сите блогери кои што денеска успеа да си го видат своето име на овие книги, да им посакам на оние кои што сакаат година да си го видат вака името да им се оствари, и да му посакам на издавачот уште поголеми успеси. Благодарам. Кристал Кастел, светлата страна на готиката. Јас барам и наоѓам, рече љубовта со растрепенен глас, како да сака да заплаче. Јас го дисциплинирам, исто како што милувам. Ако не го прифатиш мојот камшик, нема сојуз со мене, моме. Хана се задиша на овие зборови. Ја гледаше восхитено љубовта. Страх и трепет, восхит и милина имаше на девојчинското лице. Хана, јас можам да те сторам борец, да речеш секаде и секому, вени види вики. Да бидеш речи си совршена љубена и мајка, да те сторам и водач на народот, да го сакаш целиот свет со мене, со љубовта која трае вечно. Бегам од оној што го отфрила мојот камшик. Луѓето ги сакаат само моите рози. Виолетова, патот на душите. Лабрум замолча за момент, а потоа ме праша дали ми се допаѓа приказната. Да, ми се допаѓа. А што се случило после? Дали принцот ја нашол девојката на изворот каде што сонувал? Дали живееле среќно до крајот на животот, прашав. Лабрум сладко се насмеа. Зарем е тоа важно? Тоа е нивниот дел од приказната. Не е пристојно да го раскажуваме тој дел. Еве ти ја подарувам. Напиши и крај, каков што сакаш да има. Мајде, па тоа е бајка. Секако дека треба да има среќен крај. А кој сака да чита такви работи денес, реков? Но луѓето им фалат таквите работи. Токму затоа што не знаат да го живеат својот живот. Ако се добри, ќе сакаат да чујат дека приказната има среќен крај. Тоа им дава надеж. Кровна. Пуфлините коцкички. Има некоја проста делба кај луѓето. Или ги сакаш, или не.
Или ги прифаќаш или не. Кога ќе најдеш некоја личност и ја засакаш онаква каква што е, и се радуваш секогаш кога ќе ја видиш, барем до крајот на денот си исполнет. Се друго што те болело дента, го гледаш од поинаква перспектива. Оптимизам. Се додека не се зажелиш да ја видиш таа личност повторно. Едноставно ја сакаш појавата и присуството, а останатото е бонус. Па јас ја сакам таа личност. And there's nothing I can do. Бош муавет, ама си мислам дали deep down некој некогаш и покрај претрпената оштета ја замрза саканата личност поради нејзините промени во односот. Не знам што ми текна за муавето. Рибаро, од Кабарет до Оз. Ако ги испразниш джебовите барајки некој денар, по празните агли ја раскинуваш кутијата за цигари, да не случајно се залепила некоја цигара на зидот од кутијата. Душата ти личи на ненадејниот денар или цигара, а сепак ти смрди на сиромаштија и чад. Очите те болат од својот одраз и си принуден да се гледаш зашто те прави да си жив, а тогаш да се струполиш во дупката од изветрениот джеп и да си најдеш пикавец, не гледајќи се во барскиот одраз на гнилата стварност. Тогаш ќе кажам: бездомна. No friends, no family. Постелувам срциња, легнувам на срциња, се покривам со срциња, се превртувам и препелкам цела ноќ на срциња, паѓам во кома од премореност на срциња и кога се будам на срциња. И зошто не сум била романтична? Затоа што живеам во реалноста, а реалноста е практична. Срцињата не се јават, не се пијат, не се дишат, не се не читаат. Не ги собираат ни купиштата паднати есенски лисја во двор. Може да се нацртаат, но многу луѓе од досада само ги шкртаат. Што е најважно, срцињата не ме заспиваат на време. Може треба да сменам дезенна покривка. Господина Трендиса, ќе каже нешто. Браво, сите. Мене ми е драго што има во оволкав број. Не сум сигурен дали сте сите логирани или ќе останете анонимни. Уште почудно ми е што ви гледам вака кротки, инаку да беше сега ова на наш терен, до сега ќе прча милион коментари и дискусијата ќе отидеше на друга страна. Меѓутоа, гледате, има предност и некои други медиуми. Вака се знае кој зборува, кој пија, кој части. Овде сум една година по една трибина на која присуствував на исто ова место во друштво со